се наоѓам на обиколницата кај Стајковци, како што може да забележите овде волонтери доаѓаат кои што се спремни да работат со полна парја. Позади мене дојде пред малку уште една група на волонтери, тие доаѓаат од Скопје, од други делови на Македонија, масивно за да помогнат во расчистувањето на штетите, како што може и самите да забележите, ги има млади, стари, секоја возраст, тие се опремени со лопати, со гумени чизми, со ракавици и ќе се упатат кон центарот на ова село, каде што ќе бидат распределени во која улица да помогнат. Овде на влезот се пропуштаат само камиони кои што изнесуваат шут и отпадоци, а е забрането да се пропуштаат возила. И денес ги продолжува акцијата на општина Газибаба за сите оние работоспособни, хумани луѓе кои што сакат да дојдат да помогнат во едно од најкритичните места, тоа е село Стајковци. Апсолутно ние од почетокот сме спремни и секој ден сме тука, некаде еден автобус доаѓа и имаме еден-два джипи понекогаш, така да во континуитет и до крајот, додека ги има потреба, нашите луѓе се на располагање. Еве, веќе четврт ден ми е кај што идам тука и сакам да му поможам на населението колку што се може од наша страна. Како што гледате со лопати и ХТЗ опрема, во моментов онолку колку што дозволуваат условите да се помогне на загрозените граѓани. Ова што гледате, тоа е опремата со која располагаме во моментов и со неа и работиме. Значи, комплетно сме спремни, има координативно тело што координира каде што е најпотребно, таму одиме. Секој ден сме на терен. Што можеме го даваме максимуму. Луѓето се презадоволни наша страна, мислам, си ја бркаме работата. Инструкциите ги добиваме значи од АРМ, од Министерството за внатрешни работи и се оди значи на најзагрозените подречја како улица 21, 25-та, значи долу населбата што е Попова населба се работи, тука сме веќе 7 дена и макотрпно се работи, колку што можеме толку помогнуваме. Што да правиме, да му се најдеме на луѓето, сепак без разлика на вера, ние сме тука да помогнеме. Тоа е тоа. Имено и денес овде во село Стајковци се работи со полна парја, а во фокусот е миење на веќе исчистените улички, како и одзатнување на фекалната канализација. Само да потсетам дека заклучно до вчера беа исчистени 5 улици, целосно исчистени и оспособени за движење. Таму беше повратена и водата и струјата, а граѓаните го искажа своето задоволство од брзата интервенција на надлежните. И жителите велат, ќе има многу работа, полнираат се работа, меѓутоа доколку се работи со ваков интензитет, доколку секојдневно постојано доаѓаат нови волонтери, механизацијата и пумпите се на терен, тие се надеваат дека наскоро ова село Стајковци ќе си го поврати поранешниот сјај.